Го следите најновото издание на регионалните вести. Водата за пиење во Тетово и во Гостивар и според дополнителните анализи на Институтот за јавно здравје во Скопје е според сите пропишани параметри. Здравствените институции се уште трагаат по причинителот за масовното труење во Гостивар, откако вчера Институтот за јавно здравје излезе со информација дека водата од градскиот водовод според сите параметри исправна. Се испитуваат земените мостри од затруените, кај кои нема пронајдено бактерија, но се уште се прават анализи дали се работи за вирусно заболување. Сепак не се исклучува можноста гостиварци да биле затруени од гостиварската вода, која ја пиеле минатиот понеделник, откако ден претходно гостиварското подрачје го зафати пороен дожд, кој може да предизвика пореметување на изворите од кои градот се снабдува со вода. Колку хипотези, моментално се развигат, тоа дека после пороените дождови се случија почна наеднаш овие симптоми да се појават и така, меѓутоа овие моментално се само хипотези, дека немаме написано анализи верификувани. Деновиве велат од гостиварската болница само по неколку пациенти се пожалиле на мачнина, диареја и повраќање. Состојбата е стабилизирана и гостиварци можат слободно да ја користат водата, која и понатака редовно ќе се испитува, вели директорот нова здравствена установа Сулеймани. Во меѓувреме резултатите направени во Скопје за тетовската вода, која повеќе од 2 недели има невообичаен вкус и мирис, покажале позитивни резултати. Од Центарот за јавно здравје Тетово претпоставува дека променетиот мирис и вкус на водата е резултат на пуштањето во употреба на новиот градски водовод, кој се снабдува со вода од шарпланинските реки. Со оглед дека ние имаме вклучено површинска вода, тоест реките Пена и Лешничка река се вклучени преку футерстаницата, во водоводот, наше скромно мислење е дека се мора да се направи, така и ни се препораките, дека мора да се направи дополнителни испитувања на присуство на алги, на актиномицети, на габи, а може да настане и промената на вкусот и поради гниењето на лиснатата маса и на растенијата и гранките што има во водотоците. И покрај резултатите кои покажуваат дека водата во Гостивар и во Тетово е безбедна за пиење, голем дел од граѓаните не ја користат. Тие стравуваат за нивното здравје, откако минатата недела во Гостиварската болница за само неколку дена со симптоми на труење се јавија над 500 пациенти, а институциите, тогаш како можен причинител за труењето, ја посочија токму водата. Гојазноста не е само естетски проблем, туку и сериозен здравствен проблем. Се повеќе деца и млади се со прекумерна телесна тежина. На оваа тема разговараме со нутриционистот Тања Турунџиева. Прекумерната телесна тежина е естетски проблем, но и здравствен проблем. На таа тема денес разговараме со нутриционистот Тања Турунџиева, која што е стручен консултант во здравствената организација Доктор Мацура во Тетово. Ќе ни кажете ли колку гојазноста е присутна кај населението во Македонија? Колку гојазни се децата и младите? Какви здравствени последици носи прекумерната телесна тежина? Дебелината можеме да ја сврстиме како заболување. Сега во светот има третман на заболување. За жал, во последниве години имаме експанзија, особено кај детската возраст, на процент на сколемени килограми. И сигнализираме да преку едукација и преку се она што ќе го оствариме, најдобро начин е за да си поведат внимание, да поздраво се хранат, да немаат вишок на килограми, а воедном да имаат и физичка активност. Генерално на светско ниво зголемен е процентот на луѓето кои што патат од вишок на килограми. Од вашето досегашно искуство, кој повеќе бара услуга од нутриционист? Дали тоа се жените или пак мажите? Каква е возрастната категорија? Генерално бројката е се поголема и поголема. Од најмала возраст, дури од бебињата од 6 месеци која веќе ќе почнат да практикуваат исхрана, имам потреба од нутриционистички совет, како и до најстарите лица. Меѓутоа во последно време, за жал, експанзијата на карциномите е во голем пораст и многу малку се обраќаат за совет каде што би симнале или би зголемиле килограми, туку повеќе за решавање на здравствени проблеми. Како приоритет во последно време е карциномот, кој што итекако е сериозно заболување и изискува
соодветен начин на исхрана кој што ќе придонесе да имаат добар имунолошки систем како би се зачувало и вратило назад здравјето. Дали е возможно да се слабее, а да не се гладува? Од секогаш сум кажала дека сум против било какво гладување за симнување на килограми. Многу добро треба да си го познаваме организмот и метаболизмот како би знаеле со што располагаме. Се она што е брзинско решение и се она што во моментот мислиме дека треба да го направиме, правиме огромна грешка, затоа што треба да го смениме начинот и културата кон живеењето и се она што би придонело да имаме здравје, затоа што здравјето е пред се. Сите оние кои што имаат проблем со вишок на килограми, треба тоа да го гледаат на долги стази, да го сменат самиот пристап кон храната и да им биде основна база за да може да функционира еден метаболизам и организам. Лошо е ако импровизираме и ако го нарушиме собственото здравје, па после тоа да се трудиме да го вратиме назад. Значи, било кој мисли да направи промена за симнување на килограми, да го направи под стручен надзор, затоа што индивидуалниот пристап кон храната е магичната формула. Никогаш за овие 18 години не сум ограничила временски, ниту количински. Сите ние си имаме дневен биоритам, према дневниот биоритам треба да се консумираат трите здрави оброци во текот на денот, без разлика дали станува збор за машка или женска популација. Дали се бара помош за покачување на килограми? Да. Секогаш велам дека е потешко да се зголемат килограмите отколку да се симнат. И секогаш повеќе се радувам на оние кои што би качиле 300 грама отколку оние кои што би симнале 3 килограми, бидејќи нивниот метаболизам поразлично функционира и нивниот ендокрин систем е поразлично функционира отколку кај оние кои што треба да ги симнат килограмите. Многу е потешко да се зголемат килограмите и реално сондирано тие имаат поголем психички проблем отколку оние кои што имаат вишок на килограми. Така да малку е макотрпно качувањето на килограми, но има резултати. Тоа сега максималниот успех на покачени килограми кај една особа со пореметување ми беше некаде околу 27 килограми, значи се врати во нормално. Може ли да ни кажете неколку препораки за одржување на здрава телесна тежина? Дебелината е заболување, тоа е дефинитивно и факт, и ако мислиме дека не можеме вишокот килограми ни се добри за здравието, иако нема никаков здравствен проблем, пошто работам на база на крвни анализи, значи со анамнеза и анализа, за да знаеме со каков метаболизам и организам располагаме, цената секогаш ќе стигне на оној кој што сака да импровизира и да едноставно дојде до најразлични нарушувања. Дефинитивно пред се е здравието. Храната може да биде наш лек или наш уништувач и во зависност од тоа како ќе се храниме, така ќе не служи и собственото здравје. Што е од суштинско значење да ние имаме индивидуален пристап кон храната и се потрудиме се до тоа да биде испочитувано преку здравата исхрана со потребните нутритиви кои што како елементи му се потребни на еден организам. Значи ние не можеме да функционираме без свежите овошја, свежите зеленчуци, корисниот протеин, корисните јаглихидрати и корисните житарки. И неминовно задолжително избалансирано однос на здравата исхрана и здравиот начин на живење, попратено со физичка активност. Како да ве најдат заинтересираните тетовци? Кога доаѓате во ординацијата доктор Мацура и еве до сега колку тетовци се заинтересирани да се консултираат со нутриционист? Па ова е веќе 9-та година како што работам во ординацијата на доктор Мацура. Секој вторник сме присутни во попладневните часови од 15:30. Потребно е да се направи крвна анализа, да се закаже термин, а тетовците добро се познати затоа што и пред да започнам да работам кај доктор Мацура, имав голема посетеност токму од тетовци. Можам да ги сврстам во групата на дисциплинирани исполнувачи за здрав режим на исхрана и верувам дека секој некој што има потреба ќе се обрати за стручна помош и адекватен режим на исхрана. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам на поканата. Голем е интересот на тетовци за искористување на мерката самовработување, која ја нуди Агенцијата за вработување. Преку неа се отвораат нови бизнеси и слободни работни места со помош на грантови средства.
Тетовци се повеќе се интересираат за мерката самовработување која им ја нуди Агенцијата за вработување, преку која регистрираат своја фирма и успешно се пласираат на пазарот на трудот. Покрај тоа отвораат и нови работни места во областа која ја покрива бизнисот. Го покачивме во соработка со UNDP како партнер во проектот, го покачивме делот на средства, односно подигање на парични средства, подигање на средства за земање на средства за работа и овозможување наместо 3000 4000 евра, така да интересот се зголеми. И во овој период можеме да напоменеме дека првиот циклус имавме од 169 кандидати, некаде поминување над 50 кандидати, кои што регистрираа фирма и успешно се појавија за прв пат на пазарот на труд, реализираа вработувања, секој во својот бизнис, секако широки се бизнисите кои што ги опфаќа овој дел, значи за сите возрасти до 62 години, од 18 години, за сите активни и пасивни баратели кои што ден пред огласот ќе се пријават во нашите заводи како лица кои што сакаат да влезат во мерката самовработување. Денеска беа подпишани и новите договори на вкупно 51 апликант. Во тек е и обука за мерката. Вториот оглас денеска подпишувавме, денеска 1.11.2017 година, подпишувавме договори со 51 лице од првата група. Имаме уште 26 кандидати, годинава интересна беше за кандидатите, посебно во вториот циклус, а започнавме со продолжување на вториот циклус, бидејќи многу од апликантите сакаат да учествуваат и во стартапот кој што се појави некаде пред месец и пол дена. Огласот се уште трае до крајот на неделава и сите лица до 29 годишна возраст кои што сакаат во еден процес на евалуација на два бизнис плана со мечирање, односно спојување на крајот на процесот кога веќе се пред регистрација на фирма и се со, да кажам, соодветно или комплементарно како бизнис, комплементарни се во тој дел бизнисите, може да се спојат во друштво со ограничена одговорност и за првото лице се овозможува 5000 евра, додека за второто лице е 2500 евра во вид на средства, грантови средства, во соработка со UNDP како партнери, во соработка со Агенцијата за предприемништво се работи овој проект и сите фактори, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, обуките се слушаат во нашите простори, во работните клубови. Тоа е една 4-дневна обука, која што веќе заинтересираните кандидати ја поминаа во двата циклуси. Во моментот, значи до петок, одиме со првата евалуација од продолжениот циклус, втор циклус, каде што имавме исто зголемен интерес од 41 кандидат, а некаде 19 лица се во евалуација, односно веќе се во втората фаза, каде што слушаат обуки, тие ќе бидат евалуирани, потоа ќе работат со лични ментори на подготовка на финалниот бизнис. Годинава има 10 лица до 29 години кои преку мерката самовработување за прв пат се појавиле на пазарот на трудот. Во две одделни сообраќајки во Полошко повредени се 4 момчиња. Едното се бори за живот на скопските клиники. Првично причина за сообраќајните несреќи е пребрзо возење. Ноќеска околу 1 часот на кружниот тек на улиците Илинденска и Видоја Смилевски Бато во Тетово патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици, што го управувал 20 годишен жител на село Требош, загубило контрола и излетало од коловоз и удрило во метален столб од улично осветлување и во две паркирани возила, соопшти СВР Тетово. Од излетувањето на возилото и удирањето во столбот, возачот и неговиот 17 годишен сопатник од истото тетовско село здобиле тешки телесни повреди и со медицински возила пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош итно префрлени се и задржани на скопските клиники. Возачот е надвор од животна опасност, а сопатникот во животно загрижувачка состојба. Извршени увити според првичните сознанија, причина за несреќата е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 200.000 денари. Вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на локалниот пат Топлица Врапчиште, во непосредна близина на водениците во Врапчиште, патничко возило Фиат Панда со гостиварски регистарски таблици што без возачка дозвола го управувало 17 годишно момче од Неготино Полошко, загубило контрола
излетало од коловоз и паднало во Топличка река, како што соопшти СВР Тетово, возачот и сопатникот исто така на возраст од 17 години здобиле телесни повреди, пренесени се во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош пуштени се дома. Причина за сообраќајката неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, а материјалната штета се проценува на 60.000 денари. Од денешниот полициски билтен и информација за кражба на возило. 42 годишен жител на гостиварското село Здуње денеска наутро пријавил дека ноќеска непознати сторители го одзеле неговото патничко возило Лада Нива со гостиварски таблици, кое се наоѓало паркирано пред семејната куќа. Возилото било незаклучено со клуч во брава, а во него имало повеќе документи. Во вчерашните и контролите спроведени ноќеска во Тетово и Гостивар вкупно откриени се 13 лица без возачки дозволи, 9 возачи почетници кои не се придржувале на законските предвидени ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот, 19 нерегистрирани возила и друго. Констатираните прекршоци санкционирани се со 46 прекршочни и 31 мандатен платен налог. Во продолжение на регионалните вести соопштение во кое се наведува дека поради планирани работи во електродистрибутивната мрежа, Ева на Македонија соопштува дека утре од 6:30 до 7:30 без напојување со електрична енергија ќе бидат потрошувачите од Пршовце, Тејарце, дел од село Глоđi, од Тушиште, Брезно и дел од село Слатино. Поранешниот градоначалник на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски заедно со уште неколку други лица утринава е приведен за злоупотреба на службената положба и овластувањата. Според првичните сознанија што беа објавени во медиумите, Митровски уапсен за незаконска пренамена на земјиште на територијата на општината и за незаконско давање под концесија на земјиште. Митровски беше градоначалник на општина Ѓорче Петров од 2005 до 2017 година. Веста за апсењето се уште се проверува во основното јавно обвинителство Скопје. 750 килограми марихуана биле откриени синоќа на граничниот премин Блаце. Царинската управа и полицијата ја заплениле дрогата. Според извори од полицијата и царината, крајната дестинација на марихуаната била Турција, а истата е дојдена од Печ. Во меѓувреме возачот на камионот во кој е пронајдена марихуаната успеал да го напушти местото и избегал во непознат правец. Службеници според критериумот за анализа на ризик го известиле дека ќе извршат детален преглед. По кратко време царинскиот застапник на превозникот го известил царинскиот службеник дека возачот се оддалечил од терминалот и заминал во непознат правец, оставајќи ги возилото, стоката и патната исправа кај царинскиот орган. По консултација со јавен обвинител, а и со цел да се запазат роковите согласно царинскиот законник, пристапено е кон детален преглед на полуприколката, која била товарена во Република Косово со отпадна хартија наменета за Република Турција. При прегледот, при соостранување на неколку бали од хартија во средишниот дел од приколката, поточно во просторот помеѓу самите бали, пронајдени се вкупно 839 пакувања завиткани во продзирна најлонска фолија со различна форма, големина и тежина. Тие биле наполнати со растителна материја со зеленкаста боја, која на тестерна дрога покажа дека се работи за наркотична дрога марихуана. Запленетата дрога наменета за Република Турција за нивниот наркопазар би достигнала вредност од околу 4 милиони евра. Американскиот претседател Доналд Трамп нареди дополнителни екстремни проверки на имигранти откако полицијата уапси државјанин на Узбекистан под сомневање дека во терористички напад синоќа убил 8 луѓе во Њујорк. Тоа е прв таков напад во овој град од терористичките напади на 11 септември 2001 година, како и прв напад во САД изведен со возило како во Европа.
Полицијата соопшти дека осомничениот кој бил застрелан, а потоа и уапсен на местото на настанот, со пикап камион удирал во пешаци и велосипедисти во близина на Светскиот трговски центар. 6 лица загинаа на местото на настанот, додека 2 други починале од повредите во блиската болница. Сведоци изјавија дека при нападот тој извикувал Аллаху Акбар, односно Господ е голем. Нападот во Њујорк потсети на неколку слични извршени во Европа. Исламското движење Хамас, кој владее во појасот Газа, го предаде денеска на палестинската управа која го контролира западниот брег, граничниот премин меѓу енклавата на брегот на Средоземното море и Египет. Подпишаниот договор за трансфер на одговорноста се смета за тест на палестинското помирување, постигнато во минатиот месец меѓу исламистичкиот Хамас и секуларниот Фатах на палестинскиот претседател Махмуд Абас. Врз основа на договорот за помирување подпишан во Египет, палестинската управа која е меѓународно призната и се смета за закана на независната палестинска држава, чија преземе целосната контрола од Хамас во Газа до 1 декември. Разрешениот каталонски регионален премиер Карлос Пучдемон, кој се наоѓа во Белгија, отвори нова интернет страница на која се представува како претседател на Каталонија во екзил. Интернет страницата president.exili.eu е отворена откако шпанската влада ја затвори досегашната интернет страница на каталонската влада, паралелно со незиното разрешување, распуштањето на парламентот и распишувањето на нови избори. Пучдемон најави дека за независноста на Каталонија ќе продолжи да се бори од Белгија, каде вчера одржа пресконференција. За денеска се очекува да им се обрати на новинарите од белгиската област Фландрија, во која исто така се активни сепаратистички движења. Времето денес беше претежно сончево и релативно студено со слаб северен ветер. Утринската температура се движеше од -5 до 3, а дневната од 10 до 15 целзиусови степени. И утре ќе се задржи претежно сончево време со студено утро и нешто потопло преку денот. Утринската температура ќе се движи од -3 до 3, а дневната од 11 до 16 степени целзиусови. Ги гледавте регионалните вести на телевизија КИС. Благодарам за вниманието. Пријатно.